Земја што за помалку од 40 години толку често ги минуваше господарите како ниједна друга. Земја што сите ја посакуваа. Ја делеа. Ја прераспределуваа, за која и на која се водеа војни и селења најголеми по големата преселба на народите и најголеми маки и страдања. И се во ова само за 32 години. Таа земја е Македонија. Нека биде оваа емисија за трагедијата на Македонија. Поводот не е за јубилејна прослава, туку за незаборав. Тоа е 70 годишнината од незините први делби од Лондонскиот и Букурешкиот мировен договор. Да почнеме од минатиот век. Од засилените црковни борби меѓу патриаршијата и екзархијата за превласт во Македонија, изголемените активности на соседните пропаганди со отворање училишта преку кои вршеа денационализација на македонскиот народ. По долго робување под османлиите, соседите на Македонија во текот на 19-тиот век и со поддршка на големите сили се здобија со самостојност. Во составот на турските балкански поседи останаа само македонците и албанците. Доснењето на националното будење на македонскиот народ, меѓу другото, се должеше и на пропагандите на соседните држави и нивните настојувања со сите средства да ги оневозможат и да го попречат развојот на македонската мисла и на национално-ослободителното движење. Кругови на секоја од соседните земји и пред сопственото ослободување, а особено потоа, недвосмислено ја манифестираа својата намера да ги поделат турските балкански територии. Нивните освојувачки планови главно се однесуваа на Македонија, на вардарската и струмската комуникација, кои и на Србија и на Бугарија би им обезбедиле излез на егејските брегови, а со тоа и контакт со светот. Привлечни беа и нејзините обработливи површини и рудните богатства. Ова најмногу за Грција. Во 1861-62 година Србија и Грција во своите планови за идна војна со Турција, Македонија ја направиле објект на завладување и меѓусебна поделба. Македонија, северно од линијата Охрид-Горна Џумаја, станала српска, а јужно грчка сфера на влијание и акции. Врз основа на овој прелиминарен договор, во 1868 година двете земји го склучиле сојузниот договор и воената конвенција за оружена акција против Турција. Истовремено, српската влада пактирала и со водачите на бугарското ослободително движење.
Во преговорите во Букурешт било решено да се создаде заедничка српско-бугарска држава во која би била вклучена и цела Македонија. За делба на Македонија било заинтересирано и бугарското движење. Најпознатиот представник на бугарската буржуазија Стојан Чомаков во почетокот на 70-тите години од минатиот век ќе изјави дека без Македонија Бугарија ќе остане осакатена не само на национален план, туку ќе биде и политички неспособна за живот. Односно, бугарите ќе бидат сигурни само кога ќе излезат на море, а тоа може да стане само преку Македонија. Предмет на третирање Македонија била и во Сан-Стефанскиот мировен договор од 1878 година, кога Русија ќе ја приклучи кон новоформираната бугарска држава. Но тој договор, како што е познато, беше само на хартија, а со Берлинскиот договор Македонија остана во рамките на Турција. Договарање и контакти меѓу Србија и Грција за делба на Македонија се правени и во 1890-та и во 1891 година. Настојувањето на македонскиот народ преку сопственото кресенско разлошко востание да ја ослободи земјата, вешто го користеше бугарската влада за барање Македонија да се приклучи кон Бугарија. Не помалку фалсификувани барања до Берлинскиот конгрес стигнаа и од српските и грчките власти за приклучување на македонската земја кон нив. Во своите аспирации кон Македонија, балканските соседи бескомпромисно се бореа против се што беше македонско.